Ке вика рекетарите НАТО, па ние се утепавме давајки пари за НАТО, 2,2% од буџет за НАТО, оружје гратис Украина, сега ќе чини преку 10% од буџет и бехте нека пеп. Вага ти кажам, ти имаш осигурано дома куќата? Колку пари од твојот буџет одвојуваш да осигураш куќа? Колку пари одвојуваш за здравствено осигурување, за пензиско осигурување? И дали тоа вреди? Ти даваш 2,2%, ама имаш на некој начин обезбедување дека оваа територија, оваа држава ќе биде одбранета од сите членки на НАТО, вклучувајќи и најмоќната држава у светот Америка, у случај некоја те нападне. Чи тоа не е премногу пари за да си осигураш безбедност. Што се однесува до изјава на Мицковски. Проблемот у оваа изјава не е неговото соочување со реалноста. Проблемот е тоа што тој ги лажеше сопствените гласачи и граѓаните на оваа држава, кога велеше дека ќе го промени договорот. Затоа што ти треба да знаеш дека ако коментираш дека тој договор е целосно во интерес на изведувачот, во конкретниот случај конзорциумот Бехтел и ЕНКА, зашто некој би седнал со тебе на маса да репреговара? Ова прашање сега може да се преслика и на проблемот со Бугарија, односно францускиот предлог. Зашто Бугарија би седнала сега да репреговара ако го добила тоа што го сака?